Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели и драги пријатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во новото издание на емисијата Студентски парламент. Во денешното издание се навраќаме уште еднаш на третиот отворен ден UKLO и пријателите, кој се одржа на 10 мај 2024 на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, секако во организација на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Третиот отворен ден годинава беше под боите на Европската универзитетска алијанса Colors. Во нашите информативни емисии веќе информиравме дека на отворениот ден се одржаа две панел дискусии. Во изложбениот дел Ден на кариера, единиците на UKLO представија својата образовна понуда, можностите за мобилност, проектите, лабораториите, а исто така и програмите и центрите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Истовремено компаниите од регионот ги запознава присутните со нивните дејности, со можностите за стипендирање и вработување. На отворениот ден се додели и признание на талентирани надарени студенти и на студенти спортисти кои стана UKLO амбасадори. Во денешното издание на емисијата Студентски парламент ќе се задржиме повеќе на изложбениот дел Ден на кариера, кој се одржа во рамките на отворениот ден. Разговаравме со представници од факултетите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола за студиските програми кои им се нудат на матурантите во новата академска 2024-2025 година. Останете со нас на 90,8 МГц. Јавена назад во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, во продолжение, како што кажавме, во емисијата Студентски парламент следуваат разговорите со представниците на единиците на UKLO кои имаат своји штандови на отворениот ден UKLO и пријателите, кој, како што знаете, веќе се одржа на 10 мај на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. На почеток, разговорот со деканката на Факултетот за туризам и угостителство, професор доктор Снежана Дичевска. Деканке, денеска вие домаќини на третиот отворен ден на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, UKLO и пријателите, веќе се е подготвено.
Штандовите се тука, наместени. Сите 12 единици на универзитетот ќе ги представат своите студиски програми, мобилности, она што го нудат, проекти, лаборатории. Што вие ќе им понудите оваа година на студентите, односно на оние што сакат да го продолжат своето високо образование? Да, Факултетот за туризам и угостителство Охрид денеска е домакин на третиот отворен дел Укло и пријателите. Представува една навистинска одлична можност сите факултети на нашиот универзитет со своите студиски програми да се представат пред средношколците и пред представниците од реалниот сектор. Ние, како факултет, конкретно, ќе ги запознаеме нашите идни потенцијални, дај Боже да постанат вистински студенти, да пројават интерес за упис на нашиот факултет, со студиските програми кои што ги нуди Факултетот за туризам и угостителство. Сега веќе и официјално, согласно Фраскатиевата класификација, влегуваме во економија и бизнис, а само за чисто подсетување, тоа се студиските програми туризам, гастрономија, хотелско-ресторански менеджмент, царина и шпедиција, осигурување и менеджмент во услужен сектор. Исто така присутни ќе бидат и представниците од реалниот сектор. Поканети се со оние представници со кои што ние навистина имаме голема соработка и со оглед на карактерот на студиските програми, бидејќи дел се од финанси, дел се од царина и шпедиција, дел се од услужниот сектор, туризам и гастрономија, поканети се институции од индустријата, Костел и Магна, поканети се институции од финансискиот сектор, значи осигурителните компании, банките, хотелите, туристичките агенции, винариите. Значи на едно место идните студенти ќе имаат можност да се запознаат прво и со студиските програми, а и она што компаниите го нудат како можност за волонтирање, како можност за реализација на практична настава и како можност да ја започнат својата кариера, кариерниот развој токму во тие институции. Значи сепак крајна цел на студирањето е да се понуди квалитетен кадар на пазарот на труд кој што ќе најде свој ангажман во некоја од овие компании. Конкретно, Факултетот за туризам и угостителство од Охрид што ќе им понуди на младите во новата академска година, односно студиски програми? Во новата академска година нудиме квалитетни студиски програми кои што во себе ја имат и она задолжителна компонента за практична настава, што представува одлична можност да се на некој начин интегрира или да се имплементира стекнатото теоретско знаење и вештините кои што ги стекнуваат со академското образование во работните средини. Клиничка настава секоја година организираме со поканети експерти од сите области кои што ги покриваме, организирање, вклучување на студентите во одредени истражувачки проекти, организирани преку факултетското студентско собрание имаат можност да и сами да иницираат, да генерираат идеи, да предложат одредени идеи, значи нашите студенти се активно вклучени во реализација на самите тие идеи, соработка со невладиниот сектор и затоа не случајно нашето лого е дека нудиме повеќе од образование. Значи покрај оние академски вештини кои што во секој случај се основа за иден понатамошен развој, нудиме на вистина можност да слушнат искуства од експертите и на наше големо задоволство еден добар дел од тие експерти кои што ги каниме за таа клиничка настава се наши поранешни студенти. И за еден факултет и за професорите нема на вистина поголема чест, задоволство, нема поголема мотивација од тоа кога студенти поранешни сега веќе се покануваат како експерти во нашата институција. Прв, втори, трет цикл студии на Факултетот за туризам и угостителство, заинтересираноста би рекле дека за вашиот факултет, за Факултетот за туризам и угостителство е секогаш голема. Да. Покрај првиот циклус на студии имаме акредитирани студиски програми од втор и од трет циклус. Аналогно, како што ги нудиме студиските програми од прв циклус, имаме студиски програми и од втор циклус, значи и од туризам, царина, шпедиција, осигурување, менеджмент во услужен сектор. Мислам дека сме единствени кои што имаме акредитирана студиска програма по туризам и царина, шпедиција на втор циклус на англиски јазик, што представува на вистина можност и студенти надвор од границите на државата да се запишат и да следат настава.
и акредитирани студиски програми од трет циклус на студии по туризам и менеджмент во услужен сектор со модулите осигурување, царина, шпедиција. Слободно можам да кажам дека можеби сме една од ретките единици на универзитетот каде што на годишно ниво запишуваме, нема да звучам скромно, најголем број на студенти на трет циклус на студии. Претпоставувам дека атрактивноста на студиските програми е тоа што ги тера студентите и од државата и надвор од границите, од соседните држави најчесто, да го продолжат образованието на втор и на трет циклус на нашиот факултет. Јас ви благодарам за разговор. А сега и разговорот со деканката на Факултетот за биотехнички науки од Битола, професор доктор Гордана Димитровска. Се подготвувате и вие да се презентирате најдобро што умеете пред средношколците, но и сите останати заинтересирани да го продолжат своето високо образование на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Конкретно Факултетот за биотехнички науки, што ќе им понуди во новата академска година. Ви благодарам. Значи, нашите студиски програми на прв цикл студии се 4 студиски програми кои што се акредитирани. Тоа е студиска програма Храна и диететика, агроменеджмент, квалитет и безбедност на храна и студиска програма зоотехника. Сите се 4 годишни, време трајањето на студии се 4 години со 240 кредити. Втор циклус студии може да продолжат понатам? Да, и во втор циклус на студии имаме 3 студиски програми, значи агроменеджмент студиска програма, зоотехника и студиска програма квалитет и безбедност на храна, како и една заедничка студиска програма со Факултетот за туризам и ugostiteljstvo, прехранбена технологија и гастрономија. И третиот циклус е тука како заокружување на високото образование. Да, имаме и трет циклус на студии, студиска програма која што исто така не е акредитирана, студиска програма технологија и безбедност на агропрехранбени производи. Она што можам да го забележам кај студентите од Факултетот за биотехнички науки е нивното големо учество или заинтересираност за истражувачки проекти, учество во разни проекти заедно со професорите. Точно. Значи, нашите студенти учествуваат на голем број на конференции и студентски конференции каде што земаат активно учество, секако се враќаат со своји награди. Значи, ние пропуштаме можността на нашите студенти заедно со нивните ментори учествуваат на таквите конференции, зашто мислам дека нашите студенти се навистина многу благодарни. А што се однесува до нашите студиски програми, ние вршевме промотивни активности во средните училишта со подпишување на меморандуми за соработка. Исто така и доаѓа и ние ги промовиравме нашите студиски програми во сите средни училишта, скоро во барем во југозападен регион на Македонија. А исто така и дел од училиштата ги донесоа своите ученици, матуранти, да може да видат со какви ресурси располага нашиот факултет и во однос на кадар, и во однос на инфраструктура, и во однос на лабораториите кои што во овој момент активно ги работиме, имаме акредитација направена и така. Благодарам за разговорот. Останете со нас по музичката пауза и останатите најавени разговори. Пишува по книгите на мудрости, човек жив со време се ке научи, точно е и звучи како вистина, но не и во љубовта. А нашата еднаш блескаше ко сонце и се уште срце ми тве светлина. Тоа што за тебе знам скоро се малку ми помага. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта ко тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта ко звезда водилка до тебе пак ме донесе. Меѓу нас едно с Богом долго стои, превисок цид за гордоста
da preskokne, me gledaš, a poznata ti gori iskravo očite. Povtorno se zaljubujem vo tebe, ko labirint, temen srcevo mi je. No samo ljubov ta, ko tajna lozinka do tebe, pak me donese. Povtorno se zaljubujem vo tebe, ko labirint, temen srcevo mi je. No samo ljubov ta, ko zvezda vodilka do tebe, pak me donese. Продолжуваме понатаму. Во овој блог слушнете повеќе за студиските програми и можностите што во новата академска 2024-2025 година ги нудат Економскиот факултет од Прилеп, Правниот факултет од Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга и Педагошкиот факултет од Битола. Разговараме со деканката на Економскиот факултет од Прилеп, професор доктор Драгица Оџаклиевска. Деканке, и вашиот штанд е тука на третиот отворен ден на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и пријателите. Минатата година вие бевте домаќини на вториот, еве сега нагости кај колегите од Факултетот за туризам и гостителство. Па еве накратко сега што ќе им понудите на средношколците, на матурантите во новата академска година. Вака, Економскиот факултет во Прилеп представува современа високообразовна институција која што е профилирана според светските високообразовни стандарди со атрактивни студиски програми, функционални просторни услови за студирање, а дипломите се меѓународно признати. Станува збор за институција која што има 64 годишно искуство и која што создава професионален кадар кој што може ефикасно да се вклучи во економските и општествените текови на државата и да придонесе за нејзиниот развој. На прв циклус студии што ќе им понудите? На прв циклус на студии моментално се акредитирани 6 студиски програми и тоа сметководство и ревизија, маркетинг, меѓународен бизнис, менеджмент, е-бизнис и банкарство и финансии. Исто така сакам да нагласам дека за студентите од останатите градови во државата постојат одлични услови за сместување во државниот студентски дом Орде Чопела и тоа под многу поволни финансиски услови. Оние кои што ќе завршат прв циклус и доколку имаат намера да продолжат понатаму со образованието, тука се вториот и третиот циклус, студиските програми кои се тука? На вториот циклус на студии исто така имаме 8 акредитирани студиски програми кои што фактички обезбедуваат континуитет во однос на компетенциите, вештините кои што студентите ги стекнуваат на прв циклус на студии. Значи имаме 7 едногодишни студиски програми и една двогодишна студиска програма, тоа е студиската програма Бизнис администрација и менеджмент. На трет циклус на студии имаме 5 акредитирани студиски програми и тоа финансии, маркетинг, менеджмент, бизнес информатика и меѓународен бизнес. Сега, што се случува со практичната настава, со мобилностите, накратко да ни кажете? Економскиот факултет во Прилеп традиционално остварува одлична соработка со бизнис секторот. Ваквата соработка се реализира преку повеќе форми, кои што опаќаат предавања на истакнати стручњаци од практиката, кои што имаат долгогодишно работно искуство и кои што на студентите им пренесуваат добри и деловни искуства и практики. Понатаму соработка во доменот на реализација на заеднички научно-истражувачки проекти, организирање на практична настава на студентите и така натаму. Исто така мощна е изразена мобилноста на студентите во рамките на Erasmus Plus програмата. Се надевам дека младите и оваа година ќе бидат во голем број запишани на Економскиот факултет во Прилеп, да можат да го почувствуваат благодетот, да речеме, што вие од таму ќе им го дадете. Се надевам јас и ги поканувам сите да се запишат на Економскиот факултет во Прилеп и да изберат институција со традиција, квалитет и успех. Благодарам, успех. Ви благодарам и вас. Со свој штанд на отворениот ден секако и Правниот факултет Кичево, дисперзирани студии Битола и Струга. Разговараме со деканката, професор доктор Светлана Дајановска. Деканке, денот е таков да им кажете на заинтересираните што ќе им понудите во новата академска година, па еве да слушнеме и од вас.
Да, денес сме присутни во Охрид, ова е веќе трет настан од ваков тип. Минатата година имаше отворени денови во Битола и во Прилеп, сега сме во Охрид. Нормално ние со задоволство присуствуваме на овој настан, веруваме дека Стружани, Охриѓани и сите од Ресен, можеби од овој регион, значи сите средношколци денеска во масовен број ќе дојдат и ќе присуствуваат на ова представување на факултетите од Битолскиот универзитет. Ние како правен факултет ќе се обидеме да им објасниме на сите оние што ќе бидат присутни на овој настан дека можностите кои ние ги нудиме како факултет се навистина огромни. Имаме студии на прв, на втори, на трет циклус, имаме и политички студии, значи имаме два факултети, всушност правен факултет и факултет за политички науки и дипломатија, што значи дека секој оној средношколец кој што се пронаоѓа во овие категории на професии од типот на правните и на политичките науки, верувам дека ќе му биде предизвик да биде наш студент. Се разбира, имаме во близина ни се диспрезираните студии во Струга, но добре дојдени се и во Кичево и во Битола, каков е нивниот избор. И кажавте студиските програми, заинтересираноста каква е минатите години? Па последните години знаете како и секаде во високото образование на нашиот универзитет и на секаде и во државата. Всушност бројките од прилика тука се конзистентни, околу 100 студенти запишуваме на прва година, вториот и третиот циклус исто така имаме солиден интерес, 40 на студенти запишуваме на втор циклус, 20 на 15 зависи годината и зависи од слободните ментори, имаме и докторанти. Има интерес, задоволни сме од пристапот на средношколците кон правните студии. Може би не е се уште доволен интересот на политичките науки и дипломатија. Еве се обидуваме малку и него повеќе да го заживееме, но некако повеќе средношколците се препознаваат како правници, а не толку како политиколози, но верувам дека еве и натаму ќе се движиме во следниот период и можеби ќе успееме да запишеме барем една квалитетна група која што ќе придонеси во политичкиот или политолошкиот живот во нашата држава. Она што младите го сакат, студентите, нели, е практичната настава. А кога зборуваме за практичната настава на правниот факултет, мораме да кажеме дека навистина е на ниво, не само со посетата и запознавањето со активностите во сите, да речеме, правни струки, професии, почнувајќи од суди, адвокати, туку и она што самите на факултетот го работите, секако е во прилог на студентите. Тука мислам на правната клиника, на Титус Флавиус Орестес клубот, кој што секогаш не радува со убави постигнати резултати на сите надпребари на кои што... Точно така, мило ми е што сте забележале и што сте ги нотиравте сите успеси на правниот факултет. Последниве неколку години, 5-6 месечини последниве години, интензивно работиме на ова поле. Правната клиника веќе се наметна во просторот во нашата држава, конкретно во југозападниот регион, но и пошироко. Надпреварите на кои што учествуваат нашите студенти и во државата и надвор од неа од секаде доаѓаат со награди и со солидни признанија, значи секаде достојно не презентираат. Бројните меморандуми кои што ги склучивме изминатите 3-4 години ни овозможуваат да ни е отворена вратата секаде онаму каде што нашите студенти ќе изразат желба да бидат како практиканти. Значи буквално судовите обвинителствата, државните правобранителства, адвокатските канцеларии, сето тоа ни е отворено и само ни бараат список на студенти кои што би посетувале таму практична настава. Дури можам да се пофалам дека последнава година конкретно имаме и отворени работни места за наши студенти. Значи фирмите доаѓаат, бараат од нас најквалитетни студенти или најдобрите студенти ние да им предложиме за потенцијални вработени кај нив. Значи тоа е навистина едно големо задоволство и за мене како декан и како факултет, бидејќи се препознаваат нашите кадри, нашиот квалитет на студентите кои што студираат кај нас и фирмите од регионот бараат да бидат работно ангажирани кај нас. Би рекли, ова е само кратко представување на правниот факултет во наредниот период во програмата на Универзитетското радио УКЛФМ Битола и подолг разговор со вас. Задоволството е секогаш мое, значи студентското радио е местото каде што ние треба да ги презентираме сите наши активности. Нашите студенти знам дека се активни во тој дел, продеканите исто така ми се активни во комуникацијата и во соработката со студентското радио и јас нормално отворена за соработка. Ви благодарам за разговорот. Благодарам. Јас сум лектор магистар Елена Шалевска од Педагошки факултет Битола. И одговор на една од одговорните на штандот на Педагошкиот факултет. Да, денес на отворениот ден на УКЛО и пријателите.
што педагошкиот факултет во Битола го нуди за едните високообразовни кадри или академски кадри? Сите оние што сакаат да продолжат со високо образование. Прво, педагошкиот факултет нуди една одлична атмосфера за работа, не само со официјалните студиски програми, туку и со воншколските активности кои постојано ги организира, работилници за преведување, поетски читања и други активности во кои нашите студенти се постојано вклучени. Од оној официјален дел имаме повеќе студиски програми за новите студенти, како студиските програми по македонски јазик и книжевност, англиски јазик и книжевност, информатика и техничко образование, социјална и рехабилитацијска педагогија и нашите се разбира најстари студиски програми, програмата за дипломиран наставник и програмата за воспитувачи. Можевме да забележиме минатата година при уписите, нели, дека имаше голем број заинтересирани студенти за студиските програми кои што сега ги кажате. Да, интересот е навистина голем. Мило ми е што наставничката професија се смета за важна во општеството, бидејќи наставата и училницата и образованието се вистина едно од неважните клетки за општественото постоење и се надевам дека и оваа година успешно ќе запишеме голем број на студенти. И претходно кажавте дека освен оние стандардни програми што мора да ги следат часови, тука си оние воншколски кои што на педагошкиот факултет навистина ги има многу. Да, во организација на повеќе професори се организираат бројни активности за нашите студенти од повеќе студентски групи. Се разбира освен овие некои преведувачки активности, поетски читања, спортски активности и така натаму, педагошкиот факултет активно учествува во практичната настава, посетува основни училишта, средни училишта, центри за работа со деца со посебни образовни потреби и слично, што значи дека нашите студенти имаат и тоа како многу прилики за тоа да се вклучат. Се разбира, дел од нив се веќе и вклучени во Алијансата Colors и учествуваат во некои проекти кои се организираат преку Алијансата, во списанието, во Model United Nations, сега во Германија, во јуни во Падерборн. Значи, навистина се радуваме што голем дел од нашите студенти активно се вклучуваат и во овие некои вакви дополнителни активности. Кажав убави работи за педагошкиот факултет, се надевам ќе стигнат до ушите на сите оние кои што сакаат да бидат дел од педагошкиот факултет во Битола, па еве нека повелат, ќе има што да видат и на што заедно да работат. Се разбира, нашите врати се секогаш отворени за сите. Ве очекуваме и се надеваме дека голем број на матуранти ќе ни се придружат на новиот уписен рок. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако ме нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој. До небо, небо високо. Од небо до дно. Чувствуваш, знам, вела дека не си сам, но во сите ноги јас сум ти единствен здрав. Ти си мој. Кади да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Moј, само мој.
На третиот отворен ден Укло и пријателите во изложбениот дел со своји штандови се представија и техничкиот факултет, факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битола и факултетот за безбедност од Скопје. Слушнете ги разговорите со представниците од овие факултети. И техничкиот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола секако на свој штанд, како и сите останати единици на универзитетот. Разговараме со деканот, професор доктор Митко Костов. Декане, еве, започна веќе изложбениот дел, кариерниот дел од отворениот ден. Веќе гледаме дека се зголемува и заинтересираноста на младите, се интересираат што се им се нуди на секоја единица, па еве и на техничкиот факултет. Што ќе им понудите годинава, во новата академска година? На техничкиот факултет Битола организирани сме на 5 одсеци и во рамките на тие 5 одсеци имаме повеќе студиски програми на прв, втори и трет циклус. Имаме електротехнички одсек, машински одсек, графички одсек, одсек за сообраќај и транспорт, индустријски менеджмент и една интердисциплинарна студиска програма мехатроника. Во рамките на овие одсеци имаме повеќе студиски програми на прв циклус, на втор циклус и на трет циклус. Заинтересираноста за техничките науки, како оценувате кај младите? Па ние се надеваме дека и ова академска година дека и ќе запишеме во најмала рака како и минатата академска година. Во изминатите години некако обстојуваме со оглед на намалувањето на бројот на матуранти секоја година и големата понуда на државни и приватни факултети. Некои матуранти не студираат, некои студираат во странство. Ние на технички факултет, за разлика од другите факултети, обстојуваме на една бројка од околу некаде 120-130 студенти во прва година, што секако во однос на оние капацитети кои што ги имаме ние и просторни и човечки, секако дека можеме да прифатиме и поголем број на студенти. Добро, сега код крајот на овај краток разговор што да кажеме дека техничкиот факултет постојано или предничи можеби пред останатите со големиот број на стипендии кои што им се нудат на студентите. Да, се трудиме, значи имаме одлична соработка со компаниите и во дел од таа соработка се однесува и во стипендирање на нашите студенти. Обезбедуваме секоја година околу 15 на нови стипендии за нови студенти. Тука предничат енергетските компании, ЕСАМА, МЕПСО, ЕВАНА, секако тука се и Кромбер, Шуберт, Екстермајер, ЛТХ. Енергетските компании, значи она што го нудат се стипендии од 10.000 денари месечно секоја година, 4 години во текот на студирањето, што секако не е за занемарување. Благодарам за разговорот и еве, можеби е се уште рано, но посакувам успешна, уписна нова академска година. Благодарам и вас. Разговараме и со деканот на факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, професор доктор Драго Ристевски. Декане, трет отворен ден на Укло и пријателите. Имате и вие што да им кажете на младите, но и на повозрастните, на сите останати што се заинтересирани за да се запишат на вашиот факултет. Така, Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола ова академска година што доаѓа 2024-2025 година ќе запишува студенти на прв циклус на две студиски програми, информатички науки и комуникацијско инженерство и информатика и компјутерска техника, кои што се осовремени и кои што ќе бидат акредитирани за ова академска година, додека за втори за трети циклус студии новина е тоа што имаме и нови студиски програми за IT менеджмент и на втори на трети циклус студии. Минатата академска година, значи 2023-2024, имавте најголем број запишани студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Веројатно тоа се должи на заинтересираноста на младите за информатиката, но и можноста за побрзо и подобро вработување. Секако,
високо. Нашите студиски програми се препознати од матурантите и тоа резултираше со тоа што минатата академска година на ФИКТ Битола се запиша најголем број студенти во рамките на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. И тоа ни дава уште поголема одговорност да ги осовремениме студиските програми по пример на западноевропските универзитети со најновите информатички и комуникацијски технологии, а ова година веќе отворивме и 4 лаборатории на нашиот факултет. Значи се отвори центар за виртуелно инженерство во рамките на универзитетот, а исто така во рамките на нашиот факултет. Отворени се 4 лаборатории, тоа лабораторија за бази на податоци, програмски технологии и е-учење, понатаму лабораторија за организација на компјутерски системи и компјутерски мрежи, лабораторија за виртуелно инженерство и апликации и лабораторија за развој на идни вештини и бизнис, стартап бизнеси. Сето тоа веројатно доста ќе влија и за она што значи практична работа, практично искуство на студентите. Така. Ние сме активни во однос на соработката со IT секторот, а не само од IT компании кои што се лоцирани во Битола, туку и во другите градови, Скопје, Прилеп, Охрид и во други градови во Македонија. Наши студенти извршуваат практична работа во овие компании и исто така веќе во 3-4 година голем дел од нашите студенти препознати се од IT секторот и се вработуваат во IT компаниите. Тоа е доволна препорака за запишување на ФИКТ. Така. Ова е, како што кажавте, препорака и совет до идните матуранти да дојдат да не посетат и да одлучат да студираат информатички и комуникацијски технологии на ФИКТ Битола. Ви благодарам за разговор. Благодарам. Ќе ни се представиш на почеток? Виктор Истевски. Студент на факултетот за безбедност во Скопје. На Скопје на студиска програма криминалистика. Веднаш штандот го презентираш она што факултетот за безбедност им го нуди на студентите. Ајде, кажи за слушателите на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, што факултетот може и им нуди? Искрено на факултетот сум нов, ама до сега колку што запозна во ова пола година можам да речам дека студентите се запознаваат со безбедноста во државата и можат да научат за едноставно еден ден да станат инспектори да работат во Министерството за внатрешни работи. Како студиски програми, што им се нудат на младите? Што им нудите? Моментално имаме 3, тоа се криминалистика, безбедност и криминологија и криминална политика. Тоа е за прв циклус студии? Тоа е за прв циклус, да. Меѓутоа има и втори, трет циклус студии на факултетот за безбедност. Да, со тие што не сум запознаен само. Да. Ти си кажа се уште прв циклус, прва година, бруцаш, но и како бруцаш добро го представуваш факултетот. Како ти се допаѓа на факултетот достига, како е? Искрено многу ми се допаѓа и поради квалитетот на професорите со кои што знаат да ни го пренесат нивното знаење со долгогодишно работно искуство нели во Министерството за внатрешни работи. Каде се гледаш понатаму? Понатаму се гледам можеби како иден инспектор и да ја подобрам безбедноста во државата. Ти благодарам за разговорот и ти посакувам успех во школувањето. Благодарам, имајте убав ден. Имаме да ви понудиме уште неколку разговори, бидете со нас. Dor si živ, reče ke me čuvaš po svoj film od tugi do piri. Zašto ne taka, kaži mi zašto ne taka. Because
зборувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, ја следите емисијата Студентски парламент, а во продолжение ќе слушнете што се нуди на Ветеринарниот факултет во Битола, на Технолошко-техничкиот факултет во Велес со диспензирани студии во Битола, на Високата медицинска школа во Битола и на Институтот за тутун од Прилеп. Декане Караболовски, со свој штант и вашиот факултет, односно Ветеринарниот факултет од Битола, што годинава ќе им понудите на младите, мислам во новата академска година? Нашиот факултет, како строго регулирани професии, со 10 семестри, значи ние секоја година, секоја пуста година нудиме студиите по ветеринарна медицина. Значи, тоа е стандард како и секоја година. Стандард, меѓутоа она што ви се нуди е нестандардно, би рекле. Работа може би со секој студент поединечно, нешто што за вашата струка е од особено значење. Така е, значи, со оглед на тоа дека она што ние како квота, исто така дозволено од државата, ние работиме со помал број на студенти, така што да, секој студент добива потребното внимание, значи посветено внимание, како во делот на наставата, така и во практичната работа, како во лабораториите, така и на фармата. И во клиниките сега кои имаме и во нашиот град, така што и во нашата клиника. Клиниката веќе започна со... Само за интерна, значи во моментот само за интерна употреба. Чекаме доопремување со цел да станеме акредитирани од страна на Агенцијата за храна и ветерина. Меѓутоа полека веќе почнуваме да вршиме некои помали интервенции. Меѓутоа велам тоа е само за интерна употреба на кадарот и нашите студенти. И сега уште да кажеме на крај дека студентите од ветеринарниот факултет може би да и најбројни на Универзитетската студентска конференција што организира Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, заедно со Универзитетското студентско собрание. Тоа значи дека на вистина студентите заинтересирани за истражувачка работа, благодарение и на посветеноста од менторите, од професорите. Така е, значи најголема сатисфакција за нас е тоа. Прво како и студенти, дека студенти се јавуваат со научни трудови, поддржани се од нас како ментори секако. Меѓутоа уште поголема сатисфакција, она дене што го гледаме тука со работка со стопанството, тој би го кажал и за нашиот факултет. Скоро да нема клиника или амбуланта ветеринарна и посебно во југозападниот дел, каде што нема наш кадар. Тоа можам да го гарантирам и ние сме посебно среќни поради тоа. Нека не ви благодарам за разговор. Благодарам вас. Катерина Темелковска-Ристевска, како представник, да ќе кажеме, од Технолошко-техничкиот факултет во Велес, со диспензирани студии во Битола. Ќе ни кажете и вие за она што како студиски програми нудите на матурантите, на младите? Здраво! На нашиот Технолошко-технички факултет во Велес со дисперзирани студии во Битола, на прв циклус ги имаме двете студиски програми, прехранбена технологија и биотехнологија, која ја имаме само во Велес, и нутриционизам, која ја имаме во Велес и во Битола. Додека пак на вториот циклус на студии имаме нутриционизам, едногодишни и двогодишни студии и квалитет и безбедност на храна. Додека пак на трет циклус имаме иновативни технологии на храна и нутриционизам. Тоа е како една покана за идните студенти, за сегашните матуранти. Ако сакат, слободно можат да се запишат на некоја од нашите студиски програми, без разлика дали во Велес или во Битола. Студентите задоволни од она што како факултет им го нудите? Студентите се доста задоволни и заинтересирани како за самата настава, за практичната настава, за вежбите. Одат дури во делот на науката, дури самите истражуваат, споделуваат искуства со своите професори, професорите несебично го споделуваат своето знаење со нив, така да имаме многу добра комуникација студент-професор. Можеме да забележиме дека токму професорскиот кадар од Технолошко-техничкиот факултет во Велес е многу посветен на истражувањата, би рекле. Еве, конкретно да кажеме дека токму професорки од овој факултет беа меѓу наградените од универзитетот со најголем број истражувачки трудови.
Да, целиот кадар на технолошко-технички факултет, особено професорите, се максимално посветени во својата научно-истражувачка работа. Со нивните истражувања, споделување на своите добиени резултати во списанија со многу висок импакт фактор, и затоа се и тие награди и признанија, бидејќи целиот кадар колективно се залагаат многу за науката, и покрај тоа тие се залагаат и многу за наставата, како и добиените резултати да ги споделат со своите студенти, да ги мотивираат за и тие да одат во таа насока, да учествуваат на некои студентски конференции како нивни ментори и поддршка. Се надеваме дека и во новата академска година ќе има добар број на студенти кои ќе се запишат тука. Се надеваме и ние, отворено ги покануваме да дојдат на нашиот факултет, да дојдат и на информативен разговор, слободно да им ги покажеме нашите студиски програми, што нудиме ние како факултет, кои простори. Исто така да напоменам дека имаме и прехранбено-технолошки центар во Велес за развој на нови иновативни производи, каде што имаме добра соработка и со индустријата, каде што можат да развиваат своји производи, да ги испитуваат тие производи, а сето тоа е поврзано со студентите. Така да имаме широк спектар и на практична настава, и се надеваме на поголем број на идни студенти. Благодарам за разговорот. Благодарам и вас. Разговараме со директорката на Високата медицинска школа во Битола, професор доктор Тања Јовановска. Еве, директорка, и на вашиот штанд веќе започнува да се собират младите, се интересираат за она што како Висока медицинска школа им го нудите. Благодарам, драго ми е што сме дел од овај трети отворен ден на УКЛО. Ние како и секоја година се презентираме со нашите студиски програми, односно можностите кои што ги дава Високата медицинска школа како стручна школа која што едуцира стручни кадри, стручни профили. Поглавном тоа се и студиските програми на прв и на втор циклус стручни студии. Тоа се студиските програми за општа медицинска сестра, акушерка, физиотерапевт, радиолошки технолог и медицинско-лабораториски аналитичар и 8 студиски програми за специјалистички студии од втор циклус студии. Ви рекле дека континуирано запишувате голем број на студенти. Без разлика што нели се зборува дека има намален број на млади дека заминуваат надвор да студираат, но интересот за Високата медицинска школа е некако така си држи една равна линија, ви рекле. Да. Континуирано. Да, континуирано, меѓутоа морам да кажам дека изминатата академска година имаше така еден пат кој што не знаеме во кој правец ќе оди, се должи секако на глобалните случувања секаде, на демографската промена, заминувањето на младите, отварањето на огромен број на институции од овој тип, што ние навистина се трудиме максимално да можеме да ги придобиеме идните студенти со квалитет пред се. И сега, дали да зборуваме и за медицинскиот факултет кој што е како најава дека ќе го има, а во кој ќе влезе и Високата медицинска школа, вие практично ќе бидете основата. Да, точно законот за медицински факултет, за основање на медицински факултет е донесен. Според тој закон, Високата медицинска школа влегува во состав на медицинскиот факултет. Во овој момент можам да ви го кажам тоа затоа што се што следи е во тек формирање на матична комисија, формирање на наставно-научен совет. Колку тоа долго ќе оди, не би можела да дадам одговор од сега во овој момент. Да, но сепак имаме убава работа за која што сакаме да зборуваме. Да, има простор за што отвара нови можности секако. И благодарам за разговорот. Благодарам и вам. Институтот за тутун од Прилеп, исто така од Универзитет Свети Климент Охридски Битола со свој штанд тука. Разговараме со директорката на институтот, ќе ве поздравам, добар ден и добар ден и на вас. Гости сме на факултетот за туризам и гостителство во Охрид, пред средношколците, пред сите заинтересирани да ги представиме студентските програми кои што ги нудат единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но тука институтот за тутун има што да каже. Па секако дека има, ние како институција имаме само втори, трети циклус студии, нудиме 3 студиски програми на втор циклус и една студиска програма на трети циклус студии. Вообичаено студентите кои што се заинтересирани, кои сакат да ги продолжат студиите за една од најинтересните култури во државата, може да дојдат кај нас, да бидат наши студенти, да ги научат сите вештини кои што ќе му понудат сознанија, но и иднина, за да можат да бидат како усовршени
млади кадри да се вклучат во тутунското стопанство, за кое што можам да кажам дека е едно од најорганизираните во целата држава. Каква е заинтересираноста за студиите што ги нудите? Искрено, заинтересираноста не е на високо ниво, но тоа не е заради тоа што не се атрактивни студиските програми, туку заради тоа што поглавном капиталот кој што е во државата е странски и тие вообичаено бараат луѓе кои што треба да ги завршат работните задачи, а не да бидат со соодветни титули, бидејќи нормално дека од тоа кај нив не добиват ништо, туку само треба да се завршат работите кои што се поврзани со изведувањето на работните операции во текот на производниот процес на тутунот. Но Институтот за тутун ги нуди сите можности, се она што значи квалитетно, високо образование, рековте магистерски и докторски студии тука се нудат, истражувачка работа во секој случај. Па Институтот за тутун е една институција која што има огромен капацитет и можности. Имаме поле кое што е повеќе од 20 хектари, над кое се извршуваат сите можни истражувања. Имаме 5 акредитирани лаборатории во кои исто така може да се завршуваат работите. Располагаме со сите потенцијали, со стручен кадар, можности за изведување на истражувачки процеси, на производни опити, така да сите можности ги нудиме за да можат студентите да ги стекнат своите вештини и навистина да се понудат на пазарот на трудот како квалитетен, стручен, оспособен кадар. Ова година славите 100 години од постоењето на институтот, голем јубилеј. Секако, на крајот од годината ќе го славиме нашиот јубилеј, но мора да се истакне дека ние целата ова година ја одбележуваме како јубилејна година. Ќе славиме заедно со нашиот универзитет 45 години од основањето на универзитетот и 100 години од постоењето на научниот институт за тутун. Планирани се и се реализираат, во тек се многу активности, така што мислам дека ќе се потрудиме достојно да го одбележиме овој голем јубилеј, што е важен не само за институтот, туку и за целиот универзитет, па дури за државата. Од оваа година, 2024, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е членка на Европската универзитетска алијанса Колорс и љубаво е кога може пред останатите партнери во алијансата да каже дека во своите рамки, во својот состав има и една толку стара институција. Па секако, ние ќе направиме една мала промоција која што ќе се одржи на 12 септември и ќе бидат поканети сите ректори од алијансата, како и ректорскиот форум, така да мислам дека и таму достојно ќе се презентираме, ќе можат сите да ги видат капацитетите на Институтот за тутун, музејот за Институт за тутун, така да мислам дека ќе направиме една солидна промоција на нашата институција и на универзитетот воопшто. Не се сомневам дека ќе биде така. Директор Киф Ивановски, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас. Sreća, nemam ja sveke Vreme za plaćenje Kolku žeško može daj Se tope pred tebe ko da sum ja šeke Na to ake ostane Vreme to si leta koga pomina Leto je sreća se smejam na glas Sekoj pat koga na tebe jaz Ke pomislam i znam nema nikoj kako nas Znam deka me misliš Како што те мислам јас Фантазија и ризик Би се вратил ти 100 пат Секој ден во себе Те препознавам магично тебе Секој миг
крајот на денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола ви нудим уште еден разговор. Овој пат со проректорката за студентски работи на УКЛО, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, која даде една заокружена слика на настанот, односно на третиот отворен ден на УКЛО и пријателите. Проректорке Буневска-Талевска, еве уште еден успешно би рекле одржан отворен ден на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, УКЛО и пријателите, овој пат под капата на Европската универзитетска алијанса Колорс на Факултетот за туризам и угостителство во Заокруживме уште еден, навистина би рекла богат и посетен и убав отворен ден на Универзитетот Свети Климент Охридски, кој го започнавме и еве го продолжуваме традиционално под мотото УКЛО и пријателите, секогаш со некоја нова тема. Започнавме со нови перспективи, па со работката на делот. Денес покажавме дека УКЛО е повеќе од образование, она што и ќе им го понудиме не само на нашите студенти во иднина, но и на сите тие 126.000 студенти од Колорс алијансата. Две панел дискусии, изложбен дел, кариерен дел, значи навистина се на едно место би рекле. Да, првиот панел го посветивме на она зашто универзитетот постои, на студентите можат. УКЛО има многу талентирани студенти, студенти со бројни постигнувања, ние сме горди на сите нив, но еве во одреден период на некој начин и заради одредени околности промовираме дел од нив. Во случајот ги промовиравме Ана Марија Николовска, која беше избрана да биде амбасадор на еден ден во британската амбасада. Учествуваше на исклучително ценет, да кажам, конкурс. Потоа Ева Нешковска, која што во изминатите неколку месеци се истакна со своите таленти, таа е наш лауреат, потоа е дел од редакцијскиот тим на првото студентско двојазично списание, студентскиот магазин УКЛО Колорс, студентите на УКЛО во Колорс. И Ева Нешковска исто така е преведувач и е студент со висок просек 4-та година и навистина заслужи, а на иницијатива на незината менторка професорка Силвана Нешковска да биде денес промовирана во талентиран студент на УКЛО. Потоа студентот Антонио Крстановски, тоа е студент кој што беше награден од Агенцијата за супервизија во осигурувањето за најдобар студентски труд со награда од 80.000 денари. Исклучително постигнување повторно, и студентката Марија Велјановска, која што е секогаш присутна, како што кажуваат професорите од Факултетот за туризам и угостителство од студиската програма за гастрономија, која што е секогаш присутна при организирањето на сите настани, низините кулинарски вештини веќе се познати. Тука беа и новите амбасадори на УКЛО промовирани. Така, ги промовиравме студентите спортисти амбасадори на УКЛО, кои што навистина во изминатиот период се гордост на универзитетот, кога е во прашање спортскиот дух и представувањето на универзитетот на универзитетските државни спортски лиги. Денес го имавме и првакот во машка конкуренција во пинг-понг. Девојката, за жал, првакот во женска конкуренција во пинг-понг не успеа да дојде поради колоквиум, полагаше денес колоквиум, и ги представивме студентите кои што заедно со нивниот ментор Климент Арнаутов од Факултетот за угостителство минатата година го освоја третото место во футзал на државните универзитетски спортски. Да кажеме зборува и за вториот панел. Вториот панел беше да го покажеме на вистина зошто универзитетот дава повеќе од образование. Панелисти беа ректорот, двете проректорки во кои што се изучуваат студиските програми, кои што имаат директна врска. Сите единици на УКЛО имаат директна врска со реалниот сектор, меѓутоа најдиректна и по некоја, за мене символика, минатата година отворениот ден го држевме, го организиравме на економскиот факултет, годинава на Факултетот за туризам и гостителство, деканки беа денес дел од панелот. Исто така представничка господјата Наташа Јаневска од Стопанските комори на Северна Македонија и заменик градоначалникот на локалната самоуправа
самоуправа на општина Охрид. Вториот панел потврди дека сме на вистинската патека, на вистинскиот пат, дека УКЛО вистина нуди повеќе образование и дека ги задоволуваме и барањата и оние баш конкретно ги потенцираше госпоѓата Наташа тие 3 столбови, 3 постулати на кои што треба да се темели оваа врска и она што го дава за јавниот сектор и за локалните самоуправи. Ректор, ке би рекла дека еве почнувате и во пракса да го промовирате она што го најавивте уште на почетокот кога доаѓавте на универзитетот како менаџерски тим. УКЛО своите активности малку и да ги дислоцира надвор од Битола, да биде присутен со вакви настани на другите единици кои што се надвор од центарот, од Битола. Бевме во Прилеп, еве денеска во Охрид, што ќе биде нашата следна дестинација? Па, јас би сакала тоа да биде Велес, Скопје, нели? Тоа да биде секако една од 6 општини во кои што делува нашиот универзитет. Да, започнавме во Битола, во офицерскиот дом, каде што има и најголем дел од единиците на нашиот универзитет во Битола. Меѓутоа, сигурно дека и следниот отворен ден на универзитетот околу пријателите ќе го организираме во некој од општините во која што делува нашиот универзитет. Благодарам и успешни настани понатаму. Благодарам Сања. Тука го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола магистар Сонја Тантарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува. Милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум-бум бумеранг. Бум-бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам. Како бум-бум бумеранг. Бум-бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам. Бум-бум бум. Бум-бум бум. И немам каде јас да побегнам. Ти се плашиш да ме сакаш, а сакаш да те сакам. Ме полудуваш што одиш без се враќаш. Се плашиш да ме сакаш, а сакаш љубов моја. Ништо не ми даваш, само сакаш да сум твоја. Ти се појавуваш и се застанува. Милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум-бум бумеранг. Бум-бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам. Како бум-бум бумеранг. Бум-бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам. Да побегнам. И немам каде јас да побегнам. Бум-бум бум. Бум-бум бум. И немам каде јас да побегнам. Бум-бум бум бумеранг. Бум-бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам. УКЛО ФМ Битола. Мај 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛО ФМ Битола.